Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска расположени овде само заради вас, за да бидеме на вистина во 30 минути интересни за вас, за да бидете сите вие пред малите екрани, да си пиете кафенце, можеби чајче, можеби некој си пие и млеко. А може би си грицка нешто и не гледа. Ете, се е нели различно, но како и да е, битно е да бидете расположени, здрави и живи. На самиот почеток си ги поздравуваме пријателите од Стокомак и да погледнеме дел од нивните производи. Ајде да погледнеме дел од производите на нашите пријатели од Стокомак. Реков, тоа се еден мал миниатурен дел кој што ние го гледаме овде на нашите полици, на нашата масичка. Дел од нив се во фрижидерот, но и секојдневно намирниците од нашите пријатели од Стокомак ни пристигнуваат за нашите рецепти кои што ги подготвуваме јас и моите гости. Да си ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак за новата линија на продажба, така наречена Македонка, односно купувајте македонски производи, наше производство, со тоа што ќе го стимулирате и македонскиот производител. Кога се купуваат производите, пари плюс, се разбира субвенции плюс и нашите производители се радосни и расположени. Еве, поздрав до нашите пријатели од Стокомак, се разбира и до пријателите кои што пак се потрошувачи на производите кои што се продаваат во Стокомак. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од продавницата за домашни апарати и други работи кои што ви се потребни за домакинството, продавницата МОС, која што се наоѓа на булеварот Југославија или постаро позната како Пластичарска улица, до самиот МОС со стаклени огледала, се гледа се од страна. Навистина можете да влезете и да си изберете се што вам ви е потребно, од мали до поголеми апарати за домакинството и други производи кои што навистина ви се потребни и што е најбитното, имаат свој паркинг каде што вие можете да ја паркирате вашата кола или вашето возило, да си пазарите раацки, без брзање и да си купите она што вам навистина ви е потребно. Поздрав до нашите пријатели од МОС и еве работиме и со нивните апарати кои што ни се достапни овде и доколку нели можеме да ги вклучиме оние помали апарати овде во нашата кујна. Се надевам дека веќе и запаметивте, но сите оние кои што ќе ги посетите продавниците на Стокомак и продавниците на МОС, ве молам да ми известите во порака со ваши фотографии кои што ќе ги пуштите на мојот Facebook профил, со тоа што јас ќе ги информирам и нашите пријатели и ќе бидат задоволни. Е време кога јас треба да кажам кој ќе биде мојот гостин во нашата емисија и кој ќе подготвува заедно со мене. Вака изгледам среќна, пресреќна, радосна. Јас, како велам, со многу емоции, затоа што таа е моја. Мојата Анкица Стојановска-Митровска. Водител, уредник, сега на нова функција, но за тоа ќе збориме во нашата емисија. Си ја поканувам од сестрце. Добре дојден. Добар ден, Дракче. Така, здраво, здраво. Емотивна. И јас исто, затоа што се гледаме на еден друг медиум, така, на еден убав медиум, одлично. Во една убава емисија која што морам да ти ја пофалам затоа што по дома ја гледам. Так. Во вистински период, кога сме дома, кога ручаме, кога размислуваме што како да се јаде, се подготвува и навистина вистинско задоволство човек да ја гледа и да ја ме радува. Добар ден и поздрав да сите гледачи на Канал 5 телевизија. Јас пред се го поздравувам твоето семејство, матично, каде што си сега, а посебно си поздравувам твоите родители, бидејќи се и мои пријатели, и тие се редовно нас не гледаат, редовни гледачи на оваа емисија. И морам да кажам дека јас и ти сме во четврти медиум заедно. Вистина. Тоа е заедно, тоа е постојано заедно. Тоа е точно. Еве јас ќе си ги поздравам родителите, ќе ги поздравам и свекор ми, свекрва ми, ќе ги поздравам и сите гледачи на оваа прекрасна емисија и ќе ве поканам денеска да не гледате. Вистина имаме што да кажеме и да се пофалиме. Така. Овде ќе те поставам на масичката, јас сум задолжена за се мануваме електрониката, да ја подготвам рерната. И треба да ја загрееме на 200 степени да биде подготвена. Ја поставувам.
а не во улога на готвач ќе бидеш сега. Во улога на готвач. Еве сега моите солзички си идат така. Кога разговаравме што да подготвам нешто, да е поразлично, одлучив да биде еден рецепт кој што го пронајдов на интернет, кој искрено 2 пати го имам направено, но е убав. На децата им се допаѓа. Тоа е најбитното. Се работи за, ајде да речеме, здрава варијанта на бурек. Или на пита, седно. Браво. И тоа со корнфлекс. И е нешто што има и протеин како јајцата. И е нешто што брзо се прави, се подготвува, а е вистинско задоволство за целото семејство. И лесно да го направат и нашите млади мајки. Многу лесно се прави. А дечињата да јадат. Јас тоа го велам кога јас го правам, значи може секој да го направи. Ајде, повели ќе започнеме. Но претходно имаме и нешто што ќе биде како еден предлог за рецепт или за оброк, десерт или може и оброк, затоа што ние најчесто, особено за викендите, наутро ние оброк, како појадок, го практикуваме. Тоа е едновошна салата со чија сема. Браво. И сега, затоа што треба време на чијата, ми треба едно лажиче. Добро. И ставаме волошен јогурт. Овој пат има парчиња праска во волошен јогурт кој што го имам. Со вкусна праска. Да, има баш онака убави парченца праска. Едно малечко скржаво. Ако, мало, но ќе заврши работа. Скржаво. Ставаме Добро. 2, бидејќи ова малецко лажиче. Така. Ќе ставиме 3 лажичиња чија. Добро. Знаеме за муките на чија симките. Во првата сезона на диетално многу зборувавме за чијата и за сите здрави намирници. Така, тоа сакав да ни биде и муабетот, дека веќе подготовките и изборот на кандидати е веќе завршен, се подготвувате за новата сезона, првата беше гледана, обожувана, интересна. Вистина. И сега, што е новитетот? Значи, не бараме на 100 килограми, туку може било кој, така? Така, ајде малку да позборуваме за првата сезона. Интересно ми. Ајде да Првата сезона помина на вистина одлично. Да. Имавме фантастични кандидати кои што ќе ги поздравам Ива во моментов. Так. Се работи за емисија која што го промовираме здравиот начин на живот, спортот, здравите животни навики и емисија која што некако знаевме дека ќе помине, но не очекувавме до толку. Дека ќе биде омилена и сакана, да. Вистина, но направивме концепт кој што ќе трае и е лесен, трае некаде 25 минути. И концепт кој што е гледлив. Затоа и рековме дека емисијата е прав погодок. И имавме во првата сезона фантастични кандидати. Така. Нема да зборувам за вторава сезона какви кандидати ќе има, но навистина ќе биде интересна, динамична и убава. Ќе има промени, многу добри промени. И убаво е да има. Ќе има системна селекција, и тоа морам да го кажам. И е концепт кој што ќе трае исто, на истиот принцип, од 25 минути, но ќе биде различен. Да почнем да го правам рецептот и да зборуваме. Тој систем на селекција, значи од старт кршам 3 селекција или потоа испаѓање на кандидат? Прво ќе имаме 2 екипи, различни екипи, така, под 2 менторства. Одлично. Водители на проектот ќе бидат Еми и Гаго, кои во претходната сезона беа тренери. Така. Овој пат ќе бидат и тренери, но и ќе бидат и водители на проектот. Ќе го слушаме твојот глас во позадина секој. Да, јас ќе бидам наратор на проектот. Така, сум позадински, сум автор, сум продуцент, така, сум уредник на проектот, но Еми и Гаго ќе бидат тие кои што секојдневно ќе ги гледаме. Одлично, браво. Одиме со 3 јајца. Да, кршиме 3 јајца. Дали ти треба маталка или вилушка? Не, виловче. Добро. Доволно е. Со Па ова е ептен практично, значи. ова беше пециво, сол ќе ти додадам. Еве ти сол со златна лажица. Драга моја. Браво. Ставаме сол. Сега по желба. Бидејќи имаме и сирење, нема да го солиме премногу. И ставаме малку пециво. Можам да ја користам дракчи оваа вилушка, нели? Можеш. Бидејќи ќе не треба за сирењето. Можам и друга да ти дадам, не е проблем. Сакам дали сакаш маталка. Значи, ги матиме јајцата. Убаво. За да... Но некако за торта, така нели? Не. Да се нема потреба да се соедини. Точно. Белката со бидејќи додаваме и други работи внатре. Така.
навистина нема потреба. Сега одиме со јогуртот. Можеме да ставиме јогуртче. Тука има 300 мл. Тебе ќе ставиме од прилика 200. 200, но ако треба и ќе се додате. Добро. Така. Обично си оставаме се прави резерв. проценка. Знаеш како, порано мајка ми кој ќе кажеше, кој ќе прашав ништо за никој рецепт, од рака. ќе ми рече, па види од око. Да, од око. Што значи тоа од око? Кога повеќе пати се прави, тебе сега ќе ти е од око, нели? Вистина. И сега веќе од око ќе видиш дали треба да се додаде повеќе корнфлекс, дали ќе треба да додадеме повеќе јогурт. Тоа ќе биде. И веќе со лжицава. Може да ти дадам и друга вилушка. Ќе го поделам парчето сирење. Па ќе кажам и сирењето ќе биде пожилбан или колку сакаат. Може да биде и фета сирење. Помеко. Доколку некој не сака солено. Јас во принцип имам низок притисок и сакам повеќе солено. Солено, добро, и некако во пита повеќе го сакаме ова сирење. Да. Во пита некако си доликов. Идејата е дека треба да биде да не биде изриндано, да има парчиња, се чувствува вкусот на парчињата. Добро. Сега, не ќе те запрашам, ти не достига ли телевизијата? Телевизијата има една своја магија. Понекогаш да. Телевизијата е еден медиум, е ништо што има една своја магија. Луѓето кои што започнуваат и пред екраните, кои ја работат токму оваа работа, си имаат вирус кој се нарекува телевизија. Заразени, точно, вистина. Вирус кој се нарекува телевизија, така. Ја сакаат и е работа која што нема, како да кажам, нема работен временски период. Или од до 8 часа, 7 часа. Тука ја работиш постојано, затоа што си постојано во контакти, договараш луѓе. И годишната возраст исто не е значена, додека ликот е доволно добар за гледачите. Така е. И свесен, вистина. И физички подготвен може да ја работи телевизиската. Апсолутно, секој. Оној кој што се чувствува слободен, оној кој што ја сака телевизијата, апсолутно е ништо што е магија. Иако сега помладиве генерации пинаку гледаат на телевизијата, затоа што повеќе ги сакаат социјалните мрежи. Имаме сега, така кажано, популарни јутубери. Така. Имаме инфлуенсери кои што им е битна популарноста преку ноќ, а не она нашата која работиме со години, така нели? Со проекти, со докажувања, со убави нешта, со така е. Сето тоа. Одиме сега со парчиња сирење, така. Сиренцето. Добро. И парчинцата сирење ги ставаме внатре во смесата. Добро. Затоа вело многу брзо се прави и е интересна. Јас мудро ја следам, затоа што до сега јас ја немам направено. Ете, може да ги изненадам. И имаш прекрасни кирки и внуци, кои ќе ти дојдат на гости. Знам дека многу сакаш да мислиш. Така, за да ги сега, да се скрати времето од месење и подготовки. Нешто полесно. Би се рекла, бидеш од модерните интернет баби. Така е. Правиме микс. Да видам треба си тоа убаво да се измеша. Ова ќе го повлечеме. Така да не ни пречи. Иако искрено ја кажам, во рецептата која што јас ја видов, требаше едно цело пecivo. Така? Но јас обично додаваш рече ако не мора да го одбекнам, значи го одбегнувам, ставив малку претходно и веќе уште малку. Ајде, додади го цело. Пола пecivo ни е ова. Можеме да не практикувам многу. Добро. Зависни велат дека треба малку да нарасне. Ставаме корнфлекс, обик има 370 грама во кесата. Јас ќе направам замена. Ќе ја земам лажицата, бидејќи ми е попотребна. Ми напиша мора да биде жолтиот, мора да биде солениот. Ете, така, бидејќи ние од Стокомак имаме и благи, кои што младите ги сакаат со млеко, нели, да се подготват убави десерти. И тие се навистина убави. Вкусови, интересни вкусови на чоколадо, јагода, малина, шумски овошки. Интересно. Нашите пријатели од Стокомак се погрижили и за таа намена. И ние и тие ги купуваме, морам да кажам. После овој рецепт, мислам дека ќе бидат овие најбараните од намирници. Така, да. Така се случува обично? Да, обично да, бидејќи сакаат да го пробаат нашите гледачи веднаш рецептот, за да
вкусат, за да им биде ете полесно, како се вели и на внучињата, па и на домашните, не мора само на малите деца и на возрастните. Ова е нешто што мислам дека ќе им се допадне на сите во домот. Така. Е на рецепт кој што навистина брзо се приготвува. И е вкусен, морам да кажам. Одлично, како убаво ги измеша со стојките. И треба да биде убаво измешано за да биде. Јас мислев да ова е капнеш смесата уште малку, да капнеше јогурче, уште малку. Па Да не ни е многу суво. Ми е страв за да Малку, затоа што ставив Малку капнем уште малку, за да не ни бидат суви при печењето горниот слој. и Добро. тоа се викој искусна домаќинка. Така, од око, како вели мама, од знае око. да направи проценка точно. Затоа што горниот слој ќе ни подгори, а надолу ќе биде не толку испечено. Затоа и гледам. Во право си, Така, морам да се сложам. ете. Мислам дека е Доволно. 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 Сега дали требаше да му ставиме малку масло или доволно е вака? Не, имаме на картијата. еве имаме Добро. картија за печење. Добро, може да се постави. Подготвена Ова веќе. веќе не ти треба. Тоа веќе не треба. Точно. И И пецива. сега самата смеса ја ставаме во тава за печење. Браво. Подеми го садот за да си ги притиснеш добро. Лесно да ти оди. Ете така. Добро. И потоа с лажица Да си изравни тестото. Или го со нанесуваме, стојките. ја нанесуваме смесата во тавата за печење. И од оскора по жилба, може и да не ставите, Сусам. но јас сакам сусам. И Мислам, че нам крцкаво, дека и убаво, и Во вкусно. секој јадење, салата, што и да правам, јас сусамот го користам и го Ние е ставам. омилен на сите. И ми дава еден таков посебен шмик, една посебна убавина на сите и салати и јадење што ги правам. Навикнавме во пецивата да си го употребуваме постојано и затоа некако кога нешто друго велиме ни недостига, не? Ете така. Така. Ставаме сусам. Бидејќи дава еден поинаков шмек. Па и при печењето има убав веќе изглед на самото пeciво. Е сега тука по жилба, значи може да се додаде секој како сака да ја прави. Веќе тука нели игра на комбинации. Да. Може да се додаде и спанак и сецкан, па да се додаде внатре. Може Значи, од е оскора можно да се и изренда и кашкавал или пармезан. Значи тоа се веќе жилби на луѓето. А не, бидејќи нашите гледачи многу ја гледаат емисијата и ги сликаат рецептите, потоа ги прават и ми испраќаат фотографии во инбокс. Значи, јас имам фотографии и еве вака, драги мои домакинки, заедно со мене, ние ќе си направиме 3 варијанти. Една со спанак, една вака и уште со што ни кажа, а не дека може... Со кашкавал, со пармезан. кашкавалче. Добро. Значи, еве, забележуваме и запаметуваме. Не знам како би било со мелено месо, еве искрено. Претходно подготвено. И вака треба да изгледа изгледа. подготвена од прилика пред да се стави на печење. На печење. Нашата пита, бурек, Повели. како и да е, секој различно. Сега можам така, Дракче? Да, тебе ти дозволувам. А јас ќе ја внимавам додека ти го подготвуваш Загријано е. Така. Одлично. Рековме чијата, пред да почнеме ја ставивме во еден сат за да набабри. Ќе ја измешам. За да стане онаква убава Набабрена, зајадена. како се вика, Набабрена. осочена. Ноже ти е Ја потребно. земам даската. Добро. Истото и тука е по жилба. Еве ти мало ноже. Дали ти е потребен стаклен сат или директно ќе ги Не, ќе поставам? ставам директно, со само доволно, Добро. да не трошиме. Добро. Или јас си го скратиме да времето. внимаваме на садови за миење. Така е. Добро. Затоа што и тоа ни одзема време ако треба да ги миеме рачно. Трошиме вода, енергија кога ги ставаме во машината за садови. Затоа треба да бидеме практични домаќинки. Како велиме ние бабите, одзема време од гушкање за внучињата. Вистина. Убаво кажана вистина. Така, одзема време за гушкање. Особено кога се помали, кога човек може да ги гушка децата, Точно, потоа внучињата. бегаат.
И многу често знаат да ми кажат, супер, гушкајте се сега додека се мали, потоа нема да можеш да ги прибереш и да ги видиш. Потоа тие ќе доаѓаат од некаде со куферите и ќе те гушкаат тебе. Како што сега мене ми се случува. Честичкама банана. Така. Можеме, еве мислам дека една е сосема доволно за двете чинивчиња. Да ја ставиме внатре. Одлично. Ќе измешаме. Вака примамливо. Потоа се ќе измешам и оставиме простор на чијата. Може и замрзнато овошје, може што и да сакате да употребите. Да има и повеќе бои, повеќе вкусови и така. Да, да биде навистина кој интересно. како сака. Или со сезонско овошје, нели? Сега ќе дојдат Било јаготките, па така. Значи може и киви, може и јаболка, може и... Јас во моментов искрено, оваа комбинација е најубавата и можам да кажам комбинација која што во секој период од годината ја има. И паметно. И паметно. Но согласно сезонското овошје апсолутно може да ставите што сакате. Так. Секој овошје е убаво, не е штета да се стави внатре, баш напротив. Чијата е многу здрава, овошјето е здраво и е практично да се искомбинираат едно со друго. Убави два рецепти, ќе ми ги навикнеш колегите на два рецепти, после јас ќе морам тоа да напоменувам на Па не би рекла дека се никои рецепти искрено, ми беше нискудно да останам само на питата. Нека таа треба одлично почна. Некаде 15 до 20 минути. Но ние да тука побрзо ќе оди, напоменувам, а не заради тоа што професионалниот шпорет е подесен на минутаж. Значи, колку минути за ова тесто ни се потребни и затоа одиме со побрзо печени. Ете така. Одлично. Имаме јаболки, кои што треба да ги... Некои ги сакаат со лушпа. Јас искрено ги лупам. Некако и поубаво. Поубаво. И повкусно и посочно. Затоа што колку и да ги миеме, не го знаеме транспортот на овоштието. Затоа и подобро да бидат излупени. Исто што е прскано, вистина. Така. Можам тука дрекче ке фрлам, па потоа ќе го тргнеме. Ки соберам јас, ти го повлеков тањирчето, можев да го поставам повторно. За отпадок, ако нема гајле. Да. Ќе заврши вака работа. Еко. Можеме јас да помогнам, да ги отстранам. Еве. Да ми ја се стираш. Така, па толку малку, барем малку ми ја олесна работата. Не се тешки рецепти, искрено. Јас сите викам Ане, иако твоето име е Анкица, имаш преубаво име. И моите дома ме викаат Ане. Но, бидејќи си моја, како што јас те нарекувам моја Ане, и Ане си те нарекувам. А инаку Анкице, Мори душице е една од најумилените староградска песна. Да, сум ја слушнала. Така, ете. И татко ми знае да ми отпее. Да, отпее тато Владо. Да. Многу сака да пее и му личи сцена, морам да кажам. Му личи сцена. Инаку е во ансамбл од Вања Лазарова и јас кога го водам ги најавувам пеачите и затоа знам. Знам дека се познавате и многу се радувам и се почитувате вистина. Така е. И морам да кажам дека многу во изборави кажуваат за тебе што е нормално. Па и ти ме познаваш со години. Бидејќи те познавам, така е. Така е и многу се нашето живење или дружење е обострано и љубовта исто така. Вистина. А не имаш ли нешто да кажеш за новата работна задача или не сакаш јавно да ја коментираш? За новата сезона на диетално максимално. Можеш добро за таа можеш да говориш слободно колку сакаш. Добро. Ива, ќе кажеме неколку пикантири кога станува збор за диетално максимално. Интересното е тоа што Ими и Гаго ќе бидат постојано во конфронтација. А едниот ќе вели да, другиот ќе вика не. Не само тоа, Ими ќе се бори за сопствениот тим, а Гаго ќе се бори за сопствениот тим. Добро. Така што мојот беше подобар, твоите беа подобри. Па и треба секој индивидуално да покаже најдобри резултати. Победникот, најдобриот секако ќе биде тој кој што кај своите кандидати ќе даде најдобри резултати. Добро.
Знаеме дека во првата сезона Игор Победникот ослабе 32 кила. Сепак Што е за 3 месеци, да речеме, една убава бројка. Убава бројка. И беше пресреќен и задоволен. Да, Ете вистина. така. Ќе ги видиме и ние претходните сега. кандидати во новата сезона. Така. Ке има нели исто најавување кој од каде е, колку килограми, Секако, колку сака да секако, ослаби, секако. што и како. Добро. Одиме И ги со слушнаме жилбите рецептот на- на денот, бидејќи времето не гази, а потоа пак ќе си прашаме нешто, задржи си го муабетот и мислата. Одиме со рецептот на денот. Ајде. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Бурек од корнфлекс. Така, Така. го прочитав убаво. Така, корнфлекс, така. Едно пакетче, 200 грама сирење, 200 милилитри јогурт, пола кесичка прашок за пециво, 3 јајца, малку сусам. За десертот потребно ни е една банана, едно јаболко, 200 милилитри грчки овошен јогурт, 5 лажички путер од кикирики, една лажичка мед и 2 лажички чија семе. Веќе е подготвен десертот. Да. Еве веќе е комбинацијата на десертот. Така. Ставаме мед по жилба, Добро. да го заблажиме. Иако и бананата сама по себе е блага, затоа нема да претеруваме многу со медот кој ќе го ставиме внатре. Чијата сама по себе е неутрална. Така. И затоа ставаме малку мед. Може и да ни додадете. Сепак ќе кажам жилба е. Но ова може да се додаде какао, особено оние кои што имаат проблем со анемијата. Како јас. Така. Знам да Ете, додадам и убави какао. совети. И тоа до нас здравото какао, 100% природно. И ве ја мешаме. И јас сега ќе бидам... И на крај ставаме Еми, путер од мојот кикирики. тим е најдобар. Јас ќе бидам Еми сега. Мојот тим е најдобар. Моја Анкица е најдобра. Ова убаво го употреби. Така ли треба да се навива? Па, диетално. И ќе гласаат на вистина, Така. ќе имаме и простор да Така. гласаат за своите омилени кандидати. Одлично. Добро. Ќе ги запознаеме многу подобро со своите активности. Ќе промовираме секако спорт, ќе посетиме многу спортски центри, Одлично. скоро во секоја емисија. И секако дека ќе имаме Ќе го повлечам медот. и вкусни и здрави рецепти. Време е да го извадиш твојот бурек. Еве ти ракавички од нашите покровители и пријатели од продавницата МОС. Ова никако не одговара денеска со нашиот со комбинацииве, да кажам. комбинации, така. Црвено-црно, Мораш со да ми сирена извиниш, бев толку Малце наклонета кон рецептот, не те послужив ниту со кафе, ниту со чај. Но тоа ќе го Бидејќи вие сте направиме. домаќинска куќа. Ќе го направиме по гаснење на камерите затоа што имаме добри апарати со кои што можеме брзо да направиме. Перфектно. Кажам, извинете. Перфектно. Перфектно. Ева го. Нашиот бурек. Одлично. И сега можам и да пробам вака со раца или да ни чипкам. Сакаш? Една ножа може да ми дадеш. Добро. И Овој едно нож, тањерче. овој нож ни е малку Една чинија, за голем, да можеме... но точно за да можеш да исечеш парче. Убаво. Повели. А сакаш да го извадиш скроз. А сак одлучив во моментов дека можам и Можеш тоа да на го направам. даската, на даската Ева да вака. го повлечеш. Ајде на даската. Брзо, О, брзо, се брзо. крши, одлично. Повели. Вака никако полично ќе биде ако го исечам и ако го покажам ева вака. Добро. Ете, затоа имаме убава широка даска која што може да послужи и како постоли. Вистина. Одлично. Ева го парчета. Убаво мириса. Ајде, напред ќе го поставиме. Да се гледа. Ете, Да ставим уште едно. може. Онакако Одлично. Како велат, едно за мене, професионалните едно бутачи за кои ги тебе. стават вака. Така и сакав две парченца, Да, баш едно за така. тебе, едно за мене. Баш убаво. И се надевам дека ќе ти се допадне. Ќе го вкусиме малку да се олади и секако И десерт. десертот е навистина убав. Убаво изгледа, примамливо. И Јас подготвив она што го подарија нашите пријатели од продавницата МОС. Овде има подарок за тебе. Благодарам. Да си запишуваш се секојдневно што планираш за да ти биде подсетник, но внатре има и ваучер од 1500 денари
да ги посетиш во продавницата МОС и да си одбереш нешто подарок за тебе, за да се сеќаваш на нашето другарување во нашата емисија. Благодарам. Јас морам да кажам дека во мојата кујна имам веќе елементи или предмети од домаќинството кои со задоволство ги користам. Ова не е затоа што се спонзори, можам и да не го кажам ова, но навистина има убави работи. Кога спомена да се запишуваш, е една убава можност во тефтерчето да се запишуваат и вкусни рецепти, особено кога кажав и на почетокот дека те следиме, те гледаме, па ета можност да ги запишуваме. Ќе откријам една тајна. Подготвуваме нешто што би одело сега за летната сезона. Ќе направиме брошура од сите рецепти каде што нашите миленици, љубители на оваа емисија ќе имаат секојдневно до себе. Баш ми е мило, се надевам дека овој мој рецепт ќе се најде. Ќе се најде секако. И јас да си чепнам со рака. Како ти се допаѓа? Искрено, стварно многу убаво. Не се приметува дека ова не е тесто. Дека е со корнфлекс направено. Така. Ете, навистина убаво. Колеги, ќе сакате и самите вие тоа да го пробате. И солта му е погодена. Добре, јас малце повеќе имам ставено сол. Не, ама убаво што додаде од сусамот. Сусамот секогаш дава добар шмек. Така. Драгче, благодарам за поканата. Веќе сме пред самиот крај, така. Што бе во убава емисија. Ти благодарам за се, драга моја, и на самиот крај велам поздрав до сите дома, поздрав до нашите гледачи. Се надевам дека ќе го направите рецептот, а јас ве поздравувам со многу бакнежи и ве сакам.